Пратениците на ВМРО, ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија денеска во Собранието на Република Македонија поднесоа информација за енормното загадување на амбиенталниот воздух во Република Македонија. Загадувањето на воздухот во Република Македонија како никогаш досега руши рекорди. Благодарение на актуелната власт, Република Македонија и официјално стана држава со најзагаден воздух во Европа. Оваа власт, начело со СДСМ и нивните функционери, кога беа опозиција, ветуваа дека ќе го решат проблемот со загадувањето низ низа мерки и проекти. Но излажаа. Не само што не го подобрија квалитетот на воздухот, туку напротив, загадувањето на воздухот руши рекорди. Очигледно е дека СДСМ загадувањето го користеше само за политички поени и дека во ниту еден момент не помислија да се справат со оваа ситуација. Ситуацијата со енормното загадување на амбиенталниот воздух во Република Македонија е алармантна. Здравјето на граѓаните се доведува во прашање. Загрижувачки се податоците на Европската агенција за животна средина, која во последниот европски извештај за квалитетот на воздухот истакнува дека повеќе од 3000 лица во Македонија годишно умираат како резултат на загадениот воздух. Во истиот тој извештај, Македонија е прогласена за земја со најзагаден воздух и е на врвот по број на смртни случаи по глава на жител. Уште поскандалозно е што власта покрај тоа што ништо не прави за да ги реши проблемите со загадувањето, пробува преку исклучување на мерните станици низ државата истото да го сокрие од граѓаните. СДСМ мора еднаш да понесе одговорност и барем еднаш да покаже дека искрено се грижи за граѓаните, бидејќи сега се на власт и можат да реализираат се што ветуваа за подобрување на воздухот, а не да се молат да дувне ветер или да заврне дожд за да го тргне смогот што граѓаните секојдневно го дишат. Ситуацијата со воздухот е повеќе од сериозна и треба да се реагира. Ние, како пратеници во Собранието избрани од граѓаните, имаме обврска да алармираме за ваквата состојба и да го заштитиме здравјето на граѓаните. За таа цел, денеска ја поднесуваме оваа информација за енормното загадување на амбиенталниот воздух. Покрај оваа информација, пратениците на ВМРО ДПМН ќе побараат да се одржи и јавна расправа во Комисијата за транспорт, врски и екологија во врска со енормното загадување, каде што ќе бидат повикани граѓански здруженија, еколошки здруженија, експерти и сите останати кои што ќе можат да допринесат да се спречи влошувањето со ситуацијата. Се надеваме дека на овој начин заедно ќе донесеме одредени заклучоци преку кои ќе допринесеме за намалувањето на загадувањето.